студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Кристина Ѓорѓиевска, специјалист по семена медицина, Оџа Кадрија Мурич, имам и хатип во Санџак Џамија Љубош и Елена Рајковска, дипломиран нутриционист. Останете со нас до 11 часот. Така е, останете со нас до 11 часот, а ние продолжуваме нашата утренска емисија која започна во 6 часот и 45 минути. Добро утро велам и за сите вас кои сега се вклучувате на Канал 5 и ќе наследите се до 11 часот. И да искористаме приликата да го честитам Рамазан Бајрам на сите припадници на исламската вероисповед. Да сме живи и здрави, среќни, да имате благосостојба и мир во вашите домови, но и на вашите најблиски. А за Рамазан Бајрам ќе зборуваме и во денешната емисија за значењето, суштината и зошто и нас сплотува. Но Александра, да те поздравам тебе, бидејќи ние сме домаќинки ова празнично утро. Добро утро. Така, благодарам Бисера и со нашата македонска јавност се дружиме од 6 часот и 45 минути, така ќе биде и во овој дел од денот, но како што е редот да се ги поздравиме уште еднаш ка гостите кои веќе ни се на трпеза и која ни е благодат да имаме и дополнително нешто кое е од рацете на една дама за која малку подоцна ќе зборуваме. Но Бисера повели да ги поздравиме. Така, да ги поздравиме, да им посакаме добре дојде за некој за прв пат. Докторке Кристина Ѓорѓиевска, специјалист по семена медицина, вие за прв пат сте во утринската Добро на утро, да. Добро ни дојдовте. Благодарам на поканата, за прв пат сум во вашето студио и драго ми е. Ете на овој празничен ден да честитаме празник на сите граѓани од муслиманска вероисповест, нека им е честит и среќен и да го поминат убаво со семејството. Така, поча да го поминате убаво празникот, честит Рамазан Бајрам и ви благодариме што на овој празник дојдовте во Здраво Македонија да зборуваме за значењето на истиот. Оџа Кадрија Мурич, имам и хатип во Санџак Џамија Љубош. Добро ни дојдовте, не сте за прв пат кај нас. Добро ве најдов, често се среќаваме. Так. Почестен сум што сум во вашата емисија и голема благодарност до вас. Им го честитам празникот на сите што го празнуваат. Бајрам Шериф Мубарек олсун. Така. Ви благодарам што ни дојдовте и ќе зборуваме, кажавме во текот на емисијата за вашиот голем празник. Елена Рајковска, дипломиран нутриционист со специјализација по педиатриска нутриција и невроразвојни нарушувања. Добро ни дојдовте. Добре ве најдов. Драго ми е што сум дел од вашата емисија. И јас би сакала да им го честитам празникот на муслиманите, честит Бајрам на сите. Така. Ќе ми биде чест да зборувам денес за убави теми кои што се поврзани со детското здравје, нешто што најмногу не интересира сите, пред се родителите. Да, педиатриска нутриција навистина звучи интересна тема. Да, Александра, имаме многу за што да зборуваме со нашите гости, но бидејќи почнавме празнично, така и ова емисија ќе ја почнеме и со една убава баклава. Да поздравиме вашата сопруга и вашето семејство, кој што ни донесоа баклава. Тоа е адетот за празникот Рамазан Бајрам. Јас се сеќавам пред 2 години и кога дојдовте во телевизијата, евоциравме спомени пред 2 години кога исто го честитавме празникот Рамазан Бајрам. Ние се јавивме во живо од Батинци, од џамијата и не поканивте кај вас дома. Екипата на Канал 5 беше во домот на Оџа Кадрија Мурич и тогаш јадевме баклава, изборувавме за детите, за празникот, за значењето, за сплотеноста кој го носи овој празник. Па да слушнеме малку повеќе, Оџа, што за вас значи Рамазан Бајрам? Која е суштината на празникот? Рамазан Бајрам е една кулминација на едномесечниот пост. Во минатиот месец, Рамазан, верниците постеа, тоест абстинираа од јадење и пиење од изгрејсонце до зајдисонце. Меѓутоа, тоа е само една димензија од постот. Постот во исламот има повеќе димензии. Голем нагласок се става на духовната димензија, да постиме со нашата душа, тоест да се преиспитуваме, да бидеме побожни, да го проведеме месецот во еден духовен препород, да се запознаеме себе си, да се коригираме себе си, тоа е суштината на месецот Рамазан. Денеска Аллах Џелешану им ветува на верниците кои биле нему покорни, кои правеле добра дела, кои им помагале на другите, дека ќе ги награди и дека ќе биде
денеска задоволен со нив. Исто така има она друга социјална димензија. Во месецот Рамазан им помагавме на оние кои беа во потреба, материјално, финансиски, морално и со секоја друга помош која им била потребна од наша страна. Така. Зошто баклава, Оџа? Секогаш има баклава на трпезата за Рамазан Бајрам. Од каде Сладка историјата? традиција. Сладка традиција. Тоа е повеќе вековна традиција, нешто што е спецификум на Бајрамот. Овдека имаме и некои топчиња. Да, Тоа се дело направила. на керками, а баклавата е дело на сопругата. Така Да ги споменеме нивните имиња јавно и вашите керки и сопругата, да ги поздравиме. Керката Амра, а сопругата Морадија. Така. Оџа, тука би ве запрашала кој треба да пости, а кој е ослободен од постот? Треба да пости секој кој е полнолетен и кој е здрав и кој е слободен. Ослободени се од постот малолетните деца, трудниците, доилките и лицата кои се болни за време на Рамазан. Тие се ослободени од постот. Ослободени се од постот и оние кои работат тешки физички работи, со назнака дека тие денови кои ги пропуштиле треба да ги напустат после месецот Рамазан, кога се слободни. Така, убаво кажано. Но еве од нутритивен аспект би ве запрашала вам. Што значи постот и во исхраната, колку ете како нутриционист препорачувате и колку е добреден за детокс на телото? Постот секогаш го гледаме, според мене, пред со духовен карактер. Бидејќи за муслиманите постот сега заврши, за православните христијани се уште трае. Ние значи сега постиме се до Великден, да. Тоа што јас го сметам, вистина е дека храната треба да се посвети внимание, но пред се да се стави акцент на духовното. Доколку ние го заборавиме духовното, едноставно за џабе сме го направиле цел труд околу храната. Доколку заборавиме на сите оние добри дела, на нашата смиреност што ја имаме, што треба да ја имаме, што треба да го исполни она цело, како што каже Јоџата, постот е за да се исполнуваат добри дела, да добиеме наше смирение на душата, за кога ќе дојде празникот да го празнуваме тоа. Да сме достојни да го празнуваме. Тоа може да се постигне со скромна храна. Значи, многу важно како да биде храната скромна, за да биде душата скромна. Така. Затоа ставам пред се не од нутритивен аспект, туку од скромен аспект. Така да не ја забораваме духовноста во се она што ни е битно. Да, но и Оџата спомна дека малолетните деца се ослободени од постот. Верувам тоа важи и за дечињата кои што се предшколска година возраст, дека не треба, добро, не треба, треба или не треба да постат, тоа нели не е прашање, но за здравието на детето треба да се внесуваат витамини, минерали, што е битно да внесува детето во таа предшколска возраст. Во детската возраст, бидејќи многу специфична заради детската невропластичност, што е, викаме, не невробиолошка пластичност, заради што многу промени се случуваат во оваа развојна фаза од детството. Нешто што е најбитно и што моментално педиатриската нутриција, современата педиатриска нутриција обраќа внимание е храната за мозокот, односно која храна ќе јаде, не значи само храната како количина гледана или како енергија, туку храната гледана како гориво, соодветно како нашиот, односно детскиот мозок да функционира соодветно и да дава правилни сигнали за да се создаваат тие невротрансмитери. Сега, заради да се постигне сето тоа, многу е важно детската храна да биде исклучиво разноврсна и да ги поседува сите потребни макро и микронутриенти. Вака е малце грубо кажано, но кога ќе кажам поблиску, сакам да кажам дека многу е важно едно дете да јади секојдневно многу протеини, а протеините знаеме дека се дел од животинската храна. Да јаде доволно не се, значи не само протеини, туку витамините и минералите се многу клучен и неизоставен дел, бидејќи тие се важни кофактори
на овие невротрансмитери што јас ги споменав претходно, односно како мозокот ќе функционира, се зависни и протеините, аминокиселините, односно што ги добиваме од нив, витамините и минералите. Сакам да кажам, комплексно е да се зборува за детската исхрана, бидејќи е многу важно да се гледат повеќе аспекти, не само аспектот на тоа што детето јаде, туку како детето тоа го јаде. Како кај детето е регулиран ритамот на денот, односно дали има ред, дали знае кога има појадок, ручек, вечера, дали знае односно родителот да го нормално треба тоа да го постави, да знае кога да ги почитува тој дневен и ноќен биоритам. Спиењето е многу неизоставен дел. Значи не излишно е да се зборува само храната во детскиот период како важен фактор, кога тоа се повеќе фактори сврзани едно со друго за да едно дете функционира сосема нормално. Така. Често родителите во градинките прашуваат дали јадеше моето дете, дали внесе обошје зеленчук, но не прашуваат за водата. Колку е важна водата, дали детето пиело вода во текот, не само додека во градинка, на училиште, дома, колку е важна водата за децата. Водата е исклучително важна, бидејќи најголем дел од органите функционираат и нас ни е потребна вода за голем дел од телото. Водата е навистина битна. Не би зборувала колку е важна, сите знаеме дека е важна, повеќе би зборувала да кажам дека треба да се обрати внимание, но најчесто се случува децата одбиваат да пијат вода. Прашањето поќе според мене би било што кога детето не пие вода. Сите знаеме дека треба да пие, но што кога не пие вода? Ево тој момент многу е важно, родителот може да употреби неколку, ајде да ги наречам не се тоа трикови, да совети, да дава повеќе вода која што се содржи во овошјата и во зеленчуците. Значи имаме водата не е врзана во храната. Најчесто е тоа овошјата и зеленчуците кои се изобилуваат со вода, како лубеницата, краставицата, дињата, сите тие што се сочни плодови. Значи ајде да се потрудиме барем на таков начин да го хидрираме телото на детето. Тоа може да се направи секогаш и преку цедени сокови, свежи сокови, но никогаш не треба да му се допушти да бидат тие водилка, бидејќи шеќерот во нив преовладува, а шеќерот не смее да ја замени водата како вода, како основа на се. Значи јас ги споменувам замените за вода кои се, но сепак основата на се треба да е таа вода. Некој ќе се сетиме на цената на кило краставици, мислам дека ќе се вратиме на водата. Но доктор Кристина, ајде да опфатиме цела популација. Како доктор по семејна медицина ги опфаќате сите проблематики и предизвици, па зашто најчесто граѓаните ви се обраќаат во овој период од годината? Така. Во овој период и не само во овој, него и општо во целата година најчести се настинките. Значи, дали настинки или вирус, нели тоа е Како да направиме дистинкција, дали е настинка или вирус? Па има разлики, иако пациентот кога ќе влезе на преглед во ординација, настинав. Тоа е првиот збор кој го кажува, меѓутоа за нас лекарите настинката претежно значи вирус. Кога ќе земеме анамнеза и детална анамнеза и распрашуваме и за семејството, тоа ни е нели професијата, семејна медицина, и кога ќе ни кажат беше и ќерката, беше и синот, сега сум јас, тоа значи дека е сепак вирус. Тука е кругот. Да, нешто што се пренело од еден на друг, кога се работи за настинка, нели да ни потече нос, да кивнем и така натаму, тоа е нели прелада и тогаш само една особа од семејството е обично таа што била изложена на можеби некој студ и слично. Меѓутоа, вирусите се многу почести и тогаш се зафаќа речиси целото семејство, односно оној кој е подложен во моментот, односно како го имунитетот во моментот бил паднат, па може полесно да го фати тој вирус. Така да разликите се минимални, меѓутоа постојат. Ке вирусите обично температурата преовладува, односно таа е оној прв симптом, прв знак и обично знае да биде доста висока во првите 2 до 3 дена, меѓутоа знае да трае и до 1 недела. Така да некогаш и повеќе, за жал, меѓутоа кога ќе кажеме на пациентите ова е вирус, сега сите се заболени од него и така натаму, и кога ќе кажеме може и до 1 недела да трае,
Јас тоа го кажувам на поблаг начин, затоа што пред се родителите, ако се работи за детенце, ќе се исплашат и креват раменици, што ќе правиме една недела со температура. Да. Меѓутоа, кај вирусите, за жал, не можеме нешто многу да спречиме ако веќе сме настинале, тоест ако веќе вирусот допрел до нас, пациентите, претежно родителите или ако и возрасен пациент дојдов, имам битен настан викендов или треба да патувам, како да го пресечам или спречам? Тежок е одговорот, затоа што не може нештото да се пресече или спречи ако веќе вирусот допрел до нас. Значи вирусот, јас велам, си го прави своето во нас, неколку дена тоа трае и потоа исчезнува. Трпение. Ако се работи за грип класичен, тогаш да, лекот е нели за нас добро познат Тамифлу, кој голем дел од лекарите го препишуваат, меѓутоа мал дел од пациентите го пијат. Тој е оној докажан генерички оселтамавир кој може да спречи влошување на состојбата на грипот. Меѓутоа, за жал, за повеќето вируси не постои лек, едноставно мора да ги прележиме и да стекнеме имунитет кон нив. За некој од нив траен, а за некој, за жал, мора да го годишно прележуваме или на неколку години за да го обновуваме имунитет. Поминува и поминува грипот, секако, да. Инфекција, бактерии, се поминува. Не знам за вас, пролетта ни доаѓа, сите станавме алергични кога доаѓа пролетта, дали на сонце, на полен, на тревки. Дали во последниве години се зголемува бројот на алергични, особено во период кога расцветуваат цвеќиња, дрвја и така натаму? И зошто доаѓа до толку голем број на алергични? Да, за жал, се поголема е бројката на луѓе со алергија, дали од нутритивен тип, односно преку храна, дали е инхалаторен, преку она што го дишиме, што е едно и друго релативно често и се почесто. Има доста пациенти кои се повозрастни, ајде да речем и над 60 годишна возраст, па дури и 70, кога прв пат ќе се сретнеме со некоја алергија и кога ќе го кажам тој збор, ама од каде, доктор, ќе ја сега алергичен? Да. Никогаш во животот не сум бил. Тоа е точно, да, меѓутоа алергијата не прашува кога ќе дојде и кога ќе не чукне на врата. За жал, како велиме, за се постои прв пат. Значи, и знам често да им кажам, и пчелорот не бил алергичен на пчели, меѓутоа на стотиот убот од пчела станал алергичен, така да и не е секогаш, тоест не е првиот контакт со некој алерген, мора да има втор контакт со некој алерген за да се појави некоја алергија. Не би рекла дека има некоја дистинкција дали повеќе кај деца или повеќе кај возрастни, едноставно секој е опфатен. Се почесто е, многу се чести алергиите на инхалаторните, значи, алергени, од полени, треви, сега нели сезоната настапува уште од месец февруар, односно месец февруар кога треба да почнеме со некоја заштита. Дали тоа ќе биде преку уста земена таблета или локален некој можеби инхалаторен кортикостероид и така натаму, потребно е да се започне уште од февруар за да ние во април или мај бидеме заштитени. Ако ние чекаме, а веќе знаеме дека секоја година сезонски не навасува таа алергија, треба да сме свесни и спремни дека ние треба од февруар да започнеме со заштита, ама пациентот обично, нели, нашиот народ не е толку свесен за своето здравје и доаѓа кога касно. Така. Да ни жеже под нозете. Така, за се ни треба превенција, но кога сме кај работите што ги учиме, Оџа Кадрија, кои се вредностите на кои не учи овој месец, овој празник и ете, што не учи Рамазан Бајрам? Рамазан Бајрам не учи пред се да ако ние сакаме Господ Аллах Џелешану да ни ги прости гревоите, треба и ние таа прошка да ја даруваме на останатите. Ако сакаме да бидеме ние задоволни, треба со нашата позитивност, со нашата ведрина и луѓето околу нас да ги правиме задоволни. Кога ќе не видат, со наша ведрина, со наша насмевка, со нашиот сјај во очи,
да ние уствари бидеме една причина да им го разубавиме денот, ако ние сакаме нашите мани, лоши навики да ни се простат, треба и маните и лошите навики на другите околу нас да ги сокриеме. Односно, ние ќе бидеме една личност која пред се тежи сама да биде продуховена и така, која тежи да биде продуховена, таа духовност, таа самокритика, тој самопрепород да резултира во нас самите и да го пренесеме со нашето позитивно однесување во овие празнични денови на луѓето околу нас, без разлика која вера, конфесија или националност, бидејќи ние сме си пред се овдека во нашата Македонија комши. Да, убаво кажавте. Многу убаво кажано, навистина. Сите сме соседи, пријатели и единството е она што треба некако да го научиме низ годините. Но што научи нутриционизамот, она што вие го практикувате? Зашто најчесто ви се обраќаат? Кои се главните проблеми? Ете, да споменеме дека ни доаѓате и често ни ја давате од Битола, Да. но иако доаѓате од Битола, верувам дека ви се обраќаат многу родители од најразлични градови и делови од нашата Македонија. Кои се главните проблеми со кои што се соочувате и се обидувате да ги надминете? Точно, за жал, најтешките работи заради кои што родителите се обраќаат, најчесто се невроразвојните нарушувања кај децата, значи состојбите од аутистичниот спектар, аутизмот, АДХД, селективен апетит кој се пројавува паралелно со сите тие состојби. Тие состојби во последниве години стана некако доста застапени таквите случаеви, па така да од тој аспект мултидисциплинарен е пристапот кој што треба да ги опфати овие состојби. Значи покрај редовните рутини кои што ги спроведуваат, исхраната е нешто што навистина е тука неопходно и се става како главна водилка пред се. Така. Колку мобилните уреди, се оно што не обкружува брзото живење, е главен поттик на нарушувањата кои ги споменавте, а кои за жал никако не се, иако ние го зборуваме како пандемија, се во огромен подем ке многу дечиња. Точно, но има една голема разлика. Децата кои што се со типичен развој, како гледаме на децата со типичен развој и мобилните уреди, како гледаме на децата со атипичен развој и мобилните уреди. Кај децата со атипичен развој, често се склони кон одредени фиксации, рутини, кои што ним им представуваат моменти на саморегулација. Па најчесто во таквите моменти тие дечиња го користат уредот како саморегулација и смирување. Но што не е тоа начин да се дозволи до бесконечност нормално да се користат уредите, бидејќи секогаш тоа преминува од еден во друг степен, каде што веќе тоа детенце нема потреба да комуницира понатаму со останатиот свет и тука настанува спојувањето меѓу децата со типичен и атипичен развој, кога и едните и другите деца предолго време поминуваат пред уредите, пред социјалните мрежи, пред мобилните телефони, било што и да е, стигнуваме до момент каде што не е потребна, тие не осеќаат потреба веќе да комуницираат со останатиот свет. Социјалноста се гаси, не се гради кај тоа дете. И веќе тоа станува сериозна закана, што родителите сметам дека од најмала возраст многу е важно да не биде вклучен, да не биде присутен екранот. Бидејќи во таа возраст, кога децата се поболежливи, да речам, се изложени на секакви влијанија, тоа се моменти каде што има чести развојни скокови, падови, оние што ги викаме скокови во развој. Многу флуктуации има тука во развојот. Едноставно тоа дете не е изградено, тоа дете допрва треба да се гради. Треба да се работи на неговата емоционална интелигенција, да се дозволи да созре, па да се работи понатаму со него. Значи децата немаат во себе филтер што ќе одлучат дали ова што го гледам јас е добро или лошо. И едноставно примаат се како сунгер и тоа го афектираат понатаму во однесувањето, што за жал ако е претерано и предолго време поминато пред екран, секогаш резултира со лошо однесување и со нервозно однесување и така натаму.
Граните мислам дека за сите се лоши, неминовно на која возраст сме, но Точно. Еве, доктор, какво е вашето размислување и што ги советувате родителите, бидејќи семејната медицина е мултидисциплинарна, па верувам дека ги опфаќа и овие аспекти, кога родителот има проблем со се што значи уред. Кој е вашиот совет пред се како лекар и како доктор по семејна медицина? Она што кажа нутриционистот, значи дека пред се влијаат нели на развојот на детето и на асоцијала, едноставно не знаат да комуницираат без да го имаат уредот со себе. Меѓутоа еве и од друг медицински аспект, не само децата и ние возрастните често мораме да сме поради работата пред се со телефонот, доаѓа до кај децата до деформитети, а кај нас до прерано искривување на нашиот трбетен столб и се почесто се среќаваме со спондилотични промени. Тие спондилотични промени не се само искривување на пршлените и стегнување на врските измеѓу нив, меѓутоа доаѓа често пациент со вртоглавици, несвестици, се жали, мисли дека готово тоа му е судниот ден, значи до толку е таа симптоматологија интензивна. А тоа е само од користење на... Тоа е само од она спондилоза која се јавува поради подолгочасовната наведната положба на пред се на вратот. Секако дека има и професионални деформации, јас морам да алудирам и да се задржам на тоа, затоа што премногу се чести, уште од 20 годишна возраст сме имале прилика да мораме да снимиме и да видиме дека почнуваат спондилотични промени. Тоа дете е уште во раст, да го речам дете секако 20 годишна возраст. Млад, да, секако адолесцент, некој кој треба тек да се развива, да учи, да работи и така натаму, а на таа возраст настапуваат тие вртоглавици пред се, кои се еден симптом кој е толку мачен за пациентот, доаѓа до нагони на повраќање, до главоболки и така натаму, а не се третира така лесно. Односно, лекот е пред се вежбата и правилниот став, меѓутоа нашиот народ сака таблетче, сака витаминче, сака евентуално можеби физикална, меѓутоа не се задржува на основното на вежбите и на физичката активност. На здравиот начин на живење, доктор Кристина. На здравиот начин на живење, да. Оđа, може ли да се прекине постот? Затоа што вака како што збори докторката, вртоглавици, мачнини, некој што не може да го издржи постот, може ли да го прекине? Или да не го почне воопшто затоа што не е спреман? Внимателно слушал докторката. Мене ми е пред се драго што сум почестен да имам докторка и нутриционист, покрај мене од кој можам да научам нешто и додека она зборуваше, јас си го врте филмот што да правам јас сам со себе или со децата. Со децата. Нормално дека постот може да се прекине доколку биде загрозено здравието. Во Куранот Аллах џелешано вели ла юкелифу Аллаху нефсен илля вусаха, што превод од арапски значи ние не ја задолжуваме една личност преку нејзините можности. Во нашиот пост во исламот може да се прекине постот додека човек треба сам себе си да се процени или па да консултира лекар, да знае можам да постам, не можам да постам, меѓутоа ние самите тоа не можеме никако да си го процениме, мораме да консултираме лекар, додека повеќето граѓани велат нема врска ќе издржам до зајди сонце. Не е тоа баш така. Аллах џелешано не дозволува да трпи здравието. Треба да се консултираме со лекарот, да одиме на преглед и лекарот да каже. Може да го прекинеш постот 2, 3 или 5 дена, па после пак да одиме на контрола. Лекарот може да ни процени, да диагноза, анамнеза, како се тоа веќе нарекува, и да каже од утре може да постиш или од уште 2 дена, уште 1 ден, тие денови што не сме ги постили, можеме да ги напостиме после месецот Рамазан, кога сме слободни, кога сме здрави. Така, значи сепак на прво место е здравието. Не мора да се пости доколку не може организмот да го во никој случај Аллах џелешано не бара да си го изложуваме организмот на мачење. Така.
Аллах Џелешану не сака да се уништуваме, тоа треба да биде во границите на нашето оптимално здравје. Така. Но Кадрија, на еден убав голем ден како што ни е денес, која порека би сакале да ми упатите на сите гледачи, неминовно на вера, религија, на бидејќи како велиме, вербата и надежта е она што треба да не обедини. Па една убава порека за сите гледачи. Видете, ние пред се, кога разговаравме со гостиве, пред емисијата со госпоѓата нуциционист, констатиравме дека е најскапо да бидеш нормален. Најскапо денеска е да бидеш нормален и едноставен. И лесен за комуникација. Мојата порака би била дека ако си го сакаме нашиот мир, тој мир треба да го испорачаме. Дека ако си ја љубиме својата сигурност, останатите треба да бидат сигурни од нас. Дека ако е за нас нашиот, што би рекле народски, раатлук луксус, зошто тој луксус да не му го посакаме на другите? Едноставно, нашиот пегамбер Мухамед ﷺ рекол, верник е оној од кого, од чиот јазик и раце се раат сите околу него. Тоа е нашата порака. Да бидеме едноставни, лесни за комуникација, приступашни и секој кој ќе не види да осеќа една сигурност, да осеќа една хармонија, да осеќа една позитивност и што би рекол нашиот народ, да може со сета верба да ти сврти грб. И да знае дека не можеш или не сакаш, не ти е цел ништо позади грб да го направиш. Сите знаеме Порека ни така. кажавте, да, накратко тука ќе направиме пауза, односно реклами, а потоа се враќаме повторно во студиото и разговорот со нашите гости.